Значи, Кошаркарскиот клуб Куманово во целост ги демантира сите наводи објавени на некои од порталите во текот на вчерашниот ден, а пренесувајќи ја изјава на членот на Државната комисија за спречување на корупција Нури Бајрами, дека постоела наводно некакво дискреционо право во определување на средствата за спортските клубови во општина Куманово. Имено, Кошаркарскиот клуб Куманово е приватно акционерско друштво и е еден од основачите на Општинскиот сојуз на спортови во Куманово, од каде делумно се финансира. Општинскиот сојуз на спортови на Куманово, а тоа би требало да го знаат сите членови на Државната комисија за спречување на корупција, кои очигледно воопшто не се ни потрудиле да откријат како тоа се финансира. Значи, се доставува програма до Советот на општина Куманово, членовите на Советот таа програма ја гласат или не ја гласат, досега никогаш не била неизгласана, значи секогаш е изгласана. Во истата се предвидени средства за секој клуб на територија на општина Куманово кој се финансира од страна на Општинскиот сојуз на спортови, а финансирањето на Општинскиот сојуз на спортови, кое по правна формулација и издружение на граѓани е апсолутно нивна форма. Во КК Куманово, Кошаркарскиот клуб Куманово, ниедно лице со иницијали АК, или, како што вие рековте, Александар Крстевски, ниту некогаш бил, ниту сега е председател на клубот. Значи, тука се сите документи, тековна состојба поранешна, тековна состојба од последното собрание на акционерското друштво од 5 февруари оваа година. Значи, никаде Александар Крстевски и никогаш не бил председател на КК Куманово. Додолку повеќе, членовите на Државната комисија за спречување на корупција треба да знаат дека во акционерско друштво не постои председател на КК Куманово, туку постои извршен директор и членови на одбор на директори. Значи, од формирањето на КК Куманово како акционерско друштво од 2013 година, се до денес, јас сум извршниот директор на Кошаркарскиот клуб Куманово, не постои председател, бидејќи председател постои во издружение на граѓани, во акционерски друштво тако нешто не постои, и целата изјава на господинот Нури Бајрами е тотално надвор од сите правни прописи и закони. За жал, истото лице Нури Бајрами тврди дека во текот на 2019 година биле исплатени 13,5 милиони денари. Тука постои апсолутно документ кој е доставен од страна на Кошаркарскиот клуб Куманово за 2019 година и во таа година од страна на Општинскиот сојуз на спортови Куманово, а не од страна на општина Куманово. Значи, од страна на Општинскиот сојуз на спортови Куманово, кој е повторно потенциран невладина организација, здружение на граѓани, му биле исплатени нешто малку над 5 милиони денари.